Добре дојдовте третооделенци во уште една училница. Поздрав до вас. Моето име е Маја Тодоровска и сум оделенски наставник во пето оделение при Општинското основно училиште Јоаким Крчовски од Скопје. Денешниот час е час по ликовно образование. Наставната содржина која што ќе ја обработуваме на денешниот час по ликовно образование е боја, основни бои: црвена, жолта и сина. На часот ќе сликаш со темперни бои на тема овошје и зеленчук. Да започнеме. Тоа што треба да го научиш на денешниот час, поточно кои се целите на часот. Да се оспособиш да ги препознаваш и именуваш основните, односно примарните бои и нивните нијанси. Да се поттикнуваш креативно, ликовно да се изразуваш со темперни бои. Да се оспособуваш да ја одржуваш хигиената на облеката и просторот во кој сликаш. Да се потсетиме. Сигурно веќе знаеш. Бојата ја среќаваме насекаде околу нас, во природата и во предметите што не опкружуваат. Бојата ја гледаме со помош на светлината. Без природната или вештачката светлина нема боја. Основни или примарни бои се црвената, жолтата и сината боја. Бои кои што можеш да ги видиш и во виножитото. Материјалот кој што ти е потребен за работа за денешниот час по ликовно образование е лист од блок, моливче и гума за бришење, темперни бои и палета, четки и чашка со вода. Земи и неколку стари весници кои што ќе ти послужат како подлога за сликањето. На почетокот, збор 2 за секоја основна боја оделно. Започнуваме со црвената боја. Бојата на љубовта, бојата на енергијата. Црвената боја е една од боите на виножитото. Боја на расцутените булки, рози и лалиња. Боја на цврстото јаболко, на веселите цреши, вишни, малини, капини и јагоди. Боја на зрнистата калинка, на сочниот домат, лутата пиперка, ротквицата. На десната страна да погледнеме какво црвено овошје и зеленчук имаме. Следна основна боја со која ќе се запознаеш на денешниот час е жолтата боја. Бојата на светлината. Жолтата боја е бојата на сонцето, боја во виножитото, боја на искосената трева, на расцутениот сончоглед, на миризливите нарциси, качунки и неванот, на сочните круша, дуња, кајсија, банана, диња, киселкастиот лимон, здравата боранија. Да погледнеме какво овошје и зеленчук имаме во жолта боја. Остана третата основна боја. Тоа е сината боја. Сина боја. Бојата на слободата, бојата на мирот. Сината боја е бојата на небото. Боја која исто така ја има во виножитото. Боја на водата, шумските темјанушки, миризливиот зумбул, вкусните боровинки, грозјето. На десната страна да погледнеме какви плодови во сина боја има.
Јас ви подготвив една игра, наречена берба. Според бојата на облеката наполнија кошничката на јагода, кошничката на сунчица и кошничката на грозде со плодови во истата боја како нивната облека. Јагода е облечена во црвено фустанче. Тоа значи дека незината кошничка ќе ја полниме со плодови во црвена боја. Сунчица има фустанче во жолта боја. Во незината кошничка ќе ги ставаме плодовите во жолта боја. И нашиот грозде е облечен во сина облека. Во неговата кошничка ќе ги ставаме сите плодови со сина боја. Да започнеме со јагодата. Кога е зрела, сочна, подготвена за јадење, јагодата е во црвена боја. Токму затоа ја сместуваме во кошничката на јагода. Бананата е во жолта боја. Таа припаѓа на кошничката на сунчица. Овој грозд би одел каде, ако не во кошничката на нашиот грозде. Бојата на гроздот одговара со сината боја на облеката на грозде. Продолжуваме со шумските боровинки. И тие, поради сивната боја, припаѓаат на кошничката на грозде. Лимонот, полн со витамин С, е обоен во жолта боја. Затоа го сместуваме во кошничката на сунчица. Доматот остана последен. Се засрами и се вцрви. Црвената боја на доматот го носи директно во кошничката на јагода. Се надевам дека играта берба ти се допадна. Твоја задача за денешниот час е да насликаш овошје и зеленчук по сопствен избор, користејќи ги само основните бои – црвена, жолта и сина. Можеш да насликаш еден или повеќе плодови. Не заборавај дека кога сликаш со темперни бои, работиш на рапавата страна на листот од блок. Со нежни движења на моливчето, исцртај ги контурните линии на плодовите што ќе ги сликаш. Кога си задоволен од цртежот, започни со сликање. Ти посакувам пријатна работа. Се потсетуваме на основните бои. Црвена, жолта и сина боја. Доколку се одлучиш да сликаш овошје или зеленчук во црвена боја, можеш да одбереш да насликаш домат, рибизли, цреши или вишни, калинка, црвено јаболко, лубеница, малини или капини, јагоди, црвени лути пиперки. Доколку сликаш овошје или зеленчук во жолта боја, тогаш можеш да насликаш ананас, жолто јаболко, диња, круша, сочни жолти цреши од кои што се подготвува превкусно сладко. Потоа можеш да насликаш лимон, тиквичка, дуња, бабури или жолти пиперки или пак банана. Доколку твојот избор е сината боја, тогаш можеш да насликаш шумски боровинки или пак грозје. Изборот е твој. Се надевам дека ги сакаш асоциациите. За денешниот час по ликовно образование имаме асоциации. Првиот поим или првата асоциација е домат.
Следува крв и јагода. Сите овие три поеми, домат, крв и јагода, не асоцираат на црвена боја. Втората колона асоцијации е: започнуваме со круша. Кога е зрела, крушата е во жолта боја. Сонце, сонцето е символ на жолтата боја. И боранија, зрелата боранија е обоена во жолта боја. Веќе погодувате. Овие три поеми не асоцираат на жолта боја. Остана уште третата колона од играта асоцијации. Првиот поим се шумските боровинки. Следува небо и грозје. Боровинките сина боја. Вишното небо исто така во сина боја. Зрелото грозје е обоено во сина боја. Погодувате. Сите овие три поими не асоцираат на сина боја. Следно, ја бараме асоцијацијата на овие три поими. Црвена боја, жолта боја, сина боја. Не асоцира на основни бои. Веќе споменавме, црвената боја, жолтата боја и сината боја ги нарекуваме основни или примарни бои. Да се потсетиме или да повториме што научи денес. Научи да ги препознаваш и именуваш основните, односно примарните бои: црвена, жолта и сина. Научи дека основните бои се присутни во природата: виножитото, цвеќињата, овошјето, зеленчукот и слично. Научи дека основните бои ги користиш како готови, кога сликаш со темперните бои. Ни остана уште твојата домашна задача. За домашна задача, со помош на родителите, подготви вкусна салата од овошје или зеленчук. Додека ја подготвувате салатата, слушајте музика. Нека ви е на здравје. Ви благодарам на вниманието.